Прецизното мерење на времето во денешно време се постигнува со употреба на околу 400 атомски часовници широм светот. Така нареченото координирано универзално време е сложена пресметка направена од Меѓународното бюро за тежини и мерки и се одржува во согласно со ротацијата на Земјата, која има тенденција да варира. It was decided in the 70s. Во 70-тите години беше одлучено дека не дозволуваме разлика поголема од 1 секунда меѓу атомското време и ротацијата на Земјата. Додаваме престапна секунда, која ќе видиме дека поместувањето е блиску до 1 секунда. Мерачите на времето од 1972 година доделе 27 пати престапни секунди на координативното универзално време. Но веќе неколку години се шпекулира дека можеби да биде потребно и одземање на секунда. Тоа се нарекува негативна престапна секунда. Во свет кој работи на час, ваквите промени може да предизвикуваат пречки. Понекогаш тие прекини беа прилично лоши, бидејќи компјутерите почувствуваа дека нешто не е во ред и престанаа да функционираат. Не знаеме за таков проблем, дали ќе се влоши кога ќе направиме негативна престапна секунда. Но ново истражување открива дека климатските промени можеби ја одложиле потребата за негативна престапна секунда. Стана потопло на Арктикот и затоа има големо топење на мразот што излегува во океанот и се шири низ целиот свет. Ефектот на глобалното затоплување е забавување на Земјата повеќе отколку што инаку би забавила. Забавувањето значи дека ако е потребна негативна престапна секунда, најраниот можен датум се поместува од 2026 година на околу 2029 година. Тој наводен позитивен ефект сепак не е толку важен во споредба со негативните ефекти од климатските промени, како порастот на нивото на морето, истакна Агњу. Геофизичарот Джефри Парк од Универзитетот Јейл се согласува со него. Ова е доказ дека всушност процесите на глобалното затоплување со топењето на поларните ледени плочи всушност влијаат на оваа многу основна карактеристика на нашата планета, нејзината ротација. Промените се многу мали, но се мерливи. Дискусиите за тоа како да се усогласи така нареченото координирано универзално време со ротација на Земјата се очекува да се одржи на следната генерална конференција во 2026 година.